Русеј. Ви причинува големо задоволство што ете неколку дена ќе се дружиме заедно и споделуваме нашите искуства на компонентата оценување. Јас како психолог во основно училиште, по лекарски во Битола, работејќи со нашите ученици, изразив мотивираност и желба да применам некои компоненти на оценување, но не само јас сама да ги применам, туку да ги вклучам и учениците. Се одлучивме во нашето училиште с учениците да работиме на креативноста. Целта ни беше не само да ги оценуваме знањата, вештините и способностите на учениците, туку да видиме нешто и во областа на креативноста. Но, пред се, требаше учениците да бидат запознати што значи тоа креативност. Затоа што често пати креативноста се поистоветува и со интелигенцијата, надареноста, талентираноста, континуираниот одличен успех и други способности и постигање на учениците. Но, креативноста е нешто сосема друго. Друг елемент во личноста и на учениците и на возрастните. А креативноста представува дивергентно мислење, кое доведува до дивергентен продукт. Но за да се открие креативноста, требаше да употребиме повеќе техники, методи и инструменти за откривање на креативноста. Сакајќи креативноста да ја одредиме како една сложена компонента на личноста на ученикот, ние ги употребивме 5 техники на креативност, кои што се прикажани во книгата Ајде да мислиме како да мислиме, кои се авторки Виолета Арнаудова и Елена Ачковска-Лешковска. Тоа се техниката ретки зборови, недовршена приказна, ајде да се смириме, употреби ја имагинацијата и сложена фигура. Значи, како што кажав предходно, креативноста е развиена способност за дивергентно мислење, а дивергентната продукција се проценува според осетливост на проблеми, флуентност на идеи, флексибилност, оригиналност и елаборација. Сакајќи да ги вклучиме сите компоненти на креативноста, претходните техники што веќе ги имав споменато, ги откриваат овие аспекти на креативност. Заедно со учениците, вклучени беа 25 ученици од моето училиште, претходно имавме заеднички состанок каде што тие беа едуцирани во областа на креативноста, што всушност значи креативноста и кои се овие елементи на креативност. За потоа да следи процесот на испитување на креативност. Морам да нагласам дека цел процес на ова истражување траеше 4 месеци. Во март и во април се одвиваа испитувањата и истражувањата за креативноста, додека во мај месец одеше компонентата на самооценување на креативноста, а во јуни имавме заедничка изложба на креативните творби, кои што беа 125. Затоа што 25 ученици со 5 креативни творби, целосниот, мислам, резултат беше 125 креативни творби. Техниката на сложена фигура го развива факторот на креативно мислење и елаборација. Всушност, секој ученик добива работно ливче на сложена фигура, понудени му се моливче, гумче и комплет боички, 12, така да секој ученик треба самостојно од една стимулација да создаде една целосна фигура. Недовршена приказна е втората техника што се користеше за откривање на креативноста. Цел на активноста е развивање на факторот на креативно мислење, експресивна флуентност. Всушност, на секој ученик му беше даден работен лист на недовршена приказна, каде што целта беше да се заврши приказна. Проценката на креативноста во оваа техника се однесуваше во тоа што колку оригинални идеи ученикот ќе понуди во однос на недовршената приказна. Третата техника беше употребија имагинацијата. Целта на оваа техника е развивање на факторот на креативно мислење, оригиналност. Всушност, како што гледаме и на цртежот, на сликата поточно,
Ученикот е во процесот на работа на креативното мислење, оригиналност, каде што се даваат сликички кои што се стимулација за понатамошното развивање на креативната продукција. Ретки зборови е техника каде што имаме развивање на факторот на креативно мислење, флуентност на зборови. Работното ливче што секој ученик го доби се содржеше од 7 почетни букви кои што требаше да продуцираат флуентност на зборови со почетната буква што му беше понудена на ученикот. Целта на оваа техника е што повеќе зборови ученикот да има наведено во работното ливче, потоа сите зборови се бројат на крајот и има одредена листа на бодови, каде што се проценува креативноста на ученикот. Важно е да нагласам дека кај сите техники при проценка на критериумите на креативноста имавме 3 нивоа на креативност: ниска креативност, средна и висока креативност, така што ученикот при процесот на самооценување, користејќи ги критериумите за оценување, требаше да си наведе кое ниво на креативност се однесува за дадената техника. Ајде да се смириме е техника каде што го развива факторот на креативно мислење, спонтанна флексибилност. Се работи за 2 деца кои што биле добри другари другарки, по зависност од полот не е наведено, кои што веќе биле скарани и треба на некаков начин да се смират. Целта на техниката е колку повеќе оригинални идеи наведуваат децата во однос на начинот како да се смират со своето другарче. Се проценуваат во оваа техника понудените решенија за смирување, но исто така во критериумите наведени се и оригиналните решенија. Доколку некое решение е понудено кај мал број на деца, например од тие 25 деца кај 2 и 3 деца, бодирањето оди на повисокото ниво на креативност. Значи, оригиналноста е многу битна во наведување на решенијата помеѓу двете другарчи. Како што кажав, дека процесот се одвиваше 4 месеци, крајните резултати, крајните заклучоци можевме да ги согледаме во јуни, така што учениците се запознаа со поимот на креативност, видовите на креативност кои што претходно ги наведов во однос на техниките за примена на испитување на креативноста, начините за испитување на креативност, критериуми за објективно оценување на креативноста, кои што ги кажав дека одеа во 3 нивоа, самооценување на креативноста, каде што самиот ученик, според дадената листа на критериуми, си ги проценува своите креативни творби. На крајот имаме добивање индекс на креативност. Откако ќе бидат спроведени сите 5 техники за откривање на креативноста, според сите 5 техники се открива индексот на креативност, така што ако некој ученик на одредени техники покажува ниска креативност, на одредени техники покажува висока креативност, а на одредени, да речеме, покажува средна креативност, индексот на креативност ја покажува целосната компонента креативност на детето. Значи, не значи дека некое дете ќе има високи креативности во однос на флуентност, ќе биде и во оригиналност исто така на високо ниво, може да се случи на одредено ниво на креативноста детето да покажува високи резултати, а на други да покажува пониски резултати. На крајот, како што кажав, имавме изложба на креативните творби на учениците, кои што беа изложени во фоајето на нашето училиште.